Ристо Димитров ги освојува срцата на битолската спортска публика, доволно обучен за да се врати од надпревар и да се гордееме. Токму така, Ристо Димитров. Здраво, Ристо. Значи, ќе те замолам да не информираш повеќе. Веќе во битолската поширока јавност има информации дека постигнуваш доста добри спортски резултати, но ние ќе почнеме од токму почетокот, која беше идејата, со што се занимаваш? Значи, со спорт се занимавам скоро цел живот, посебно со борички вештини. Од најрана возраст почнав со карате, подоцна продолжив со кикбокс, сега со џиу-џитсу, борење и стигнавме до врву на боречките вештини, ММА или мешани боречки вештини. Идејата спорт по спорт си дојде така, значи спонтано и стигнавме до ова што е денес, до професионалниот спорт во ММА. Каде вежбаш? Моментално вежбам во нашиот клуб Игор ММА, тука во Битола, дел од Игор џиу-џитсу асоциацијата, која е асоциација за мешани борички вештини со представништво во Скопје и е дел од Игор ММА International, која има скоро на секој континент. Ние сме како придружница во Македонија, со клуб во Скопје во Битола. Колку години траат овие активности на овој спортски план? Па сигурно на добри 10 до 12 години. Со активно спортување, значи со мали паузи, али 12 години сигурно активен спорт. Надпреварувања, значи на каде? Значи надпреварувања сме имале многу во различни дисциплини и мислам дека сме јас сум единствениот спортист во Битола, може и пошироко во Македонија, кај што во повеќе различни спортови, повеќе различни боречки дисциплини сме освоиле, сме се надпреварували и сме освоиле интернационални награди. Значи интернационални награди не овде во Македонија или ние се надпреваруваме претежно настрана, во странство и веќе имаме освојувано на интернационални награди кикбокс, џиу-џитсу, граплинг, значи мешовито борење, тоа е исто од мешаните боречки вештини, но без удари и во професионалните борби сега во ММА шове, во мешаните боречки вештини, со последното на Final Fight Championship. Нешто повеќе околу ова последно надпреварување? Значи Final Fight Championship беше едно од најголемите надпреварувања во Европа. Најголемата промоција ја држи на Мирко Филиповиќ, личниот менаџер, една од најголемите промоции со најголеми имиња и со најголем буџет и со мислам со најпрофесионална работа до сега од сите. Значи нешто Final Fight е нешто врво што од боречките вештини во Европа и нешто најдобро што се има десено во Македонија. Значи последниот надпревар беше од организацијата беше попрофесионално до сега, се нема случајно. Од самата организација прифаќањето, значи нашето сместување, се до последниот надпревар на вечерта на надпревар беше феноменално, значи од озвучување, како да беше нереално. Нешто до сега прв видено беше, доживувањето беше, не знам, тоа беше нешто што ќе остане за цел живот. Да не информираш околу твојата активност таму, значи како се одвиваше сето тоа? Настапот, противникот, нешто повеќе околу тоа, значи кој беше противник? Противникот ми беше Јоргос Вардис од Грција. Значи мене ми беше прва дебитантска борба во професионална, него му беше веќе шеста. Беше поискусен, подобар, имаше 4 победи, само 1 пораз, значи противникот беше многу добар. За противникот можам да кажам дека беше многу цврст борец. Двајцата покажавме исклучително 3 рунди. 3 рунди борбата беше до крај неизвестна. Двајцата покажавме изврсна, значи прекрасна техника, прекрасна борба, значи ни честитаа дури и менаџерите, организаторите на Final Fight дека беше борба на вечерта. Околу другото организацијата со самото пристигнување таму не сместија во хотел со 5 звезди, со
буквално со се што ќе посакаме. Ни самите организатори ни рекоа дека се што ќе ни биде потребно само да повикаме, не сме ништо да ни фали. Кога пристигнавме во Борис Трајковски во совлекуваната, значи буквално беше професионално како по најголемите светски надпреварувања, ништо да не фали, најмало сугерче до крпи, до води, до сите работи. Имаше вината беше нешто феноменално, го прашав менаџерот, рече 3 милиони евра озвучувањето и осветлувањето. Нешто не заборавам, ако не се вратат уште на Final Fight, нема вакво нешто да се деси во Македонија. За да се учествува на вакви надпреварувања надвор од нашата држава, потребни се доста финансиски средства, освен што и сами знаеме дека треба да се праќаат обучени спортисти, во кои што спаѓаш и ти. Да се навратиме околу финансиите, како вие стоите со финансиите, од каде се финансирате и дали се на задоволително ниво? Финансиите и финансирањето го правиме сами, значи финансиските средства се кој како ќе се снајде, значи се финансираме сами. Условите, финансиските услови во македонскиот спорт се катастрофални, значи спортистите буквално ставени сами на себе. Кој како ќе се снајде, кој како ќе успее. Гледаме да на вакви некои поголеми надпреварувања кај што се поплатени професионални, инаку од спонзорства, помош и такви работи е на минимално ниво. Овде ние, барем лично можам за мене да кажам, малку луѓе има, веќе многу малце поможи, али има, али од тоа што треба за професионален спортист, не. Значи ни треба многу повеќе компаниите не може да сватат дека тука дека со само тоа што ќе финансират, што ќе спонзорират спортист добиват и реклами, како што беше на пример Final Fight се гледаше во 60 земји, 150 милиони гледачи, подобра реклама, здравје. Значи тоа беше нешто што уште компаниите во Македонија не знаат да го искористат. Во пространство е широко распространето. На борците што беа на Final Fight подаваа под големи суми на пари само мајцата на компанијата да ја на ринго, значи 5 секунди од вината до ринго да оди, големи суми пари, значи бев сведок на тоа гледав. Кај нас уште не знаат да ги искористат тие работи за да може да се промовират посебно големите компании кои работат и интернационално. Значи со неколку стотици евра што ќе ги вложат во неколку месеци во еден спортист може да му се врати повеќе кратно, али тоа е тоа. Вие сте се обратиле за помош? Па да, сме побарале на повеќе места финансиска помош, спонзорство, сме најделе на многу пати на затворени врати, значи компании кои знаеме дека се финансиски мокни, ни рекле дека е тешка ситуацијата. Сме побарале на повеќе места, сме побарале кај разни поединци, али како што реков, сме наишли на повеќе затворени врати, не ни излегле во пред. Јас лично се откажав од финансиските средства, барање и гледам сега што можам сами. Во какви услови вежбате? Условите моментално што вежбаме се катастрофални. Значи тоа што го имаме досега постигнато во тие услови е дури премногу од очекуваното. Вежбаме во спортската сала на Солутаки Даскало, Стопанското училиште, на душеци стари преку 50 години. Ако не бе и тие душеци дека требаше да вежбаме на земја на паркет, да се испокршиме, речено што ќе може ќе имаме бројни последици. Благодарност и до Таки Даскало што ни ги овозможи тие душеци. Една обична вреќа, значи немаме каде да обесиме, се мачиме, се бориме со тоа, али пак волјата е посилна од се, упорно тренираме, вежбаме и што можеме ќе постигнеме, што можеме ќе даваме се од себе. Али ќе видиме сега спрема другите клубови што имаат условите, ние ги имаме минималните од нивните. Али пак, волјата е посилна, се трудиме, го сакаме спорто и ќе гледаме што можеме повеќе успеси. Во предсред сме на уште еден надпревар. Спомнавте нешто, тоа ќе биде како во Кафес, интересна комбинација. Да, моментално ќе имаме надпревар на 8 февруари на грчки остров за Кинтос. Таму ќе ги одмериме силите како македонска репрезентација, македонци против грци во Кафес, во мешани боречки вештини и
дел од се вика League of Warriors, значи ова е едно второ или трето издание на League of Warriors. До сега се надпреварувале како репрезентации грците против бугарите, Грција против Англија и Грција против Шкотска. Наред сме ние, Грција против Македонија. Значи има огромен интерес за ова и на грчка и на македонска страна. Ќе се пренесува низ цел свет. На преваро знаеме каква е ситуацијата со грците, затоа пробуди голем интерес. Веќе има и големи препукувања преку интернетот, преку Фејсбукот. Ќе пробаме да му парираме на грчките борци, знаејќи дека грците ќе ги дојдат на добрите борци. Од нас можеме да кажеме, да гарантираме дека ние надбрак ќе дајме се од себе, ќе гледаме достоинствено да представиме земјата и градот и клубот. Па спортот е таков, непредлив, што ќе биде нека види. Јас ви посакувам многу среќа, да ни се вратите здрави, живи и со позитивни резултати и до тогаш ќе закажувам и нашата втора среќа. Благодарам. Фала за поканата, фала за интервјуто. Се надевам дека се вратиме со победа, се надевам дека ќе носим уште многу вакви успеси за државата и за градот. Се надевам дека ќе се вложува многу повеќе во спортот, во Битола. Значи, благодарам уште за поканата. Наскоро повторно ќе учествува на надпревар. Во меѓувреме апелира за соработка и повеќе финансиска помош од сите кои можат. Се разделивме, но пак закажавме средба, која се надеваме ќе биде со целосна светла страна, подобрена финансиска поддршка и уште многу бројни успеси.